Па еве лошо почна. Лошо почна во еве да речам конкретниот мој случај. Значи не е можно тие да не слушнале за случајот, а не излегоа со соопштение да осудат такви закани, значи кон новинарите се остават слободно да работат. Ова е со ова молчење тие го одобруваат тоа и им даваат поттик на таквите заканувачи, им даваат сила да продолжат да се закануваат или не дај Боже нешто полошо да направат. Јас очекувам од СДСМ, исто како ВМРО ДПМ нешто излезе и го осуди, значи тој што ми испраќа пораки, очекувам и од СДСМ како партија која ќе формира влада, која треба да биде влада за сите граѓани во Република Македонија, која треба да ги заштити сите граѓани во Република Македонија. Очекувам од СДСМ да излезе и да го осуди тој што ми се заканува од ИСО-ова, само ќе поттикне тие закани да станат чести или пак, не знам, се најавува нешто со ова молчењево, дали се најавува чистка, не очекувам слободно да си ја вршам, јас веќе имам искуство. Во 2002 година, кога дојде СДСМ на власт, јас работев во вечер, значи Нова Македонија се приватизираше и дани се закани. Никола Поповски беше тогаш на пресконференција, рече дека прво што ќе направат, ќе го решат случајот со Нова Македонија, и тоа и го направија. Дојдоа на власт 2002 година, оставија, колку бевме таму, 1200 вработени на улица, ги продадоа брендовите без никаква обврска спрема вработените. Значи јас веќе имам поминато низ нешто слично.